Беше тоа на 15 јуни 1900 година во Крушево, кога е одржана првата конференција на македонските социјалисти, на која меѓу другото е донесена одлука тие да се приклучат кон ТМОРО. Развивајќи широка пропаганда и револуционерна дејност во редовите на Македонската револуционерна организација, македонските социјалисти станаа раководни личности и во Илинденското востание во 1903-та. Беше тоа на 15 јуни 1920 година, кога на Конгрес во Хаг е основана Светската конференција на трудот. Беше тоа на 15 јуни 1928 година, кога е реализиран првиот лет на релација Белград-Скопје, Подгорица-Мостар-Сараево-Белград. Авионот бил од типот Потез 29 и превезувал 5 патници. Во текот на 1929-та аеропут почнал редовно да лета на релација Белград-Скопје-Белград и Солун-Скопје-Белград. Ова друштво за воздушен сообраќај тогаш било меѓу првите 10 авиокомпании во Европа. На Скопскиот аеродром слетувал и авион на Imperial Airways од Лондон. Неговата маршрута била Солун, Скопје, Белград, Загреб, Лондон. Во 1930 година се летало и на релација Виена, Грац, Загреб, Белград, Скопје, Солун. На 15 јуни 1994 година Република Македонија и Република Боливија воспоставија дипломатски односи. Република Боливија е првата земја од Латинска Америка и Карибите со која Република Македонија воспостави дипломатски односи. На 15 јуни 1997 Република Македонија и Кувајт воспоставија дипломатски односи на амбасадорско ниво. На 15 јуни 1882 година во Кратово е роден Павел Шатев, починал во Битола на 30 јануари 1951. Шатев е истакнат македонски револуционер и анархист, член на гемиџиите, еден од солунските атентатори. Тој подоцна станува еден од основачите на ВМРО, а по ослободувањето на Македонија и прв министер за правосудство. По капитулацијата на Бугарија во септември 1944 Шатев се враќа во Македонија и се вклучува во политичкиот живот на Македонската република. На 30 декември 1944 е избран за член на президиумот на АСНОМ, а во април 1945 станува прв министер за правосудство во првата влада на Слободна Македонија. На таа функција останува 1,5 година до изборот на нова влада на 31 декември 1946. На 15 јуни 1922 година во Тетово е роден Јусуф Реџепи. Завршил втори клас во Тетовската реална гимназија Кирил Печиновиќ во 1940-та. По ослободувањето заминал на студии на медицинскиот факултет на Белградскиот универзитет, а по дипломирањето се вработува како лекар во Тетово. Тетовските албански политички структури го кандидирале и бил избран за пратеник во собранието на СРМ од 1968 до 1971. Бил шеф на катедрата за интерни заболувања на медицинскиот факултет на Универзитетот во Приштина од 1981, а подоцна лекар по општа практика во медицинскиот центар во Тетово во 1986. Кога се формираше втората албанска политичка партија во Македонија, НДП, на 23 јули 1990 за нејзин прв председател беше избран Јусуф Реџепи. На 15 јуни 1927 умира Христо Делчев, најмалиот брат на Гоце Делчев, кој го следи патот на тројцата браќа. При избувнувањето на Балканската војна во 1912
Христо Делчев е доброволец во македонско-одринското ополчение, служи во Кукушката чета и 15-та штипска дружина. По меѓусојузничката војна Делчев учествува во возобновувањето на ВМРО војвода во Кукушко. Во 1915-та зема учество во Валандовската акција. Христо Делчев е четвртиот од браќата Делчево кои го дале својот живот за слобода на Македонија. На 15. јуни 1986 на патот Прилеп Велес во Дреновската клисура во близина на кавадаречкото село Фариш во сообраќајна несреќа загина господин Ангелари, поглавар на Македонската православна црква, архиепископ Охридски и Македонски. Роден е под името Цветко Крстевски во селото Долнени Прилепско на 25 март 1911. До ден денес останаа неразјаснети околностите како службениот Мерцедес во кој се возел архиепископот се судрил со цистерна. Во несреќата, освен господин Ангелари, загина и неговиот возач. На 15. јуни 2014 година почина Елпида Паковска, балерина од првата генерација на македонскиот балет која ги постави темелите на танцовата уметност во Македонија. Ке биде запаметена по Црниот лебед на Чајковски, Заспаната убавица, Жизел, Јулија во Ромео и Јулија, Шпањолка во Болеро и трите улоги Билјана, Бисерка и Бугарка во Охридска легенда, Половецка девојка во Половецки логор Рајмонда, но и како репетитор во балетските представи Жизел, Легенда за љубовта и Мирандолина. На 15. јуни 2015 година почина писателот Тодор Чаловски. Работеше како новинар во Македонското радио, беше уредник на списанијата Разгледи и Стожер, основач на книжевната колонија Галичник и член на Друштвото на писатели на Македонија и на Македонскиот пен-центар. Во Друштвото на писатели членувал од 1969-та, каде извршувал високи функции во телата на Сдруженијето, председател на ДПМ и председател на Собранието на ДПМ. Како поет, литературен критичар, есеист и преведувач, Тодор Чаловски остави богат и значаен книжевен опус. Меѓу низата впечатливи поетски книги се стихозбирките Ноќ во која те нема, Ноќен часослов, Сердарски болести, Јадро, Праг, Будна куќа. Добитник е на наградата браќа Миладиновци. Поезијата на Тодор Чаловски е објавувана и преведувана на повеќе јазици во одделни книги и антологии на македонската поезија. Објавен е и повеќетомен избор од творештвото на Тодор Чаловски. Тој е роден 1945 година во Гостивар.